Почитувани гледачи, добро утро. Вие сте на програмата на К3 телевизија. Во следните неколку минути, односно, зависно од тоа како ќе тече разговорот, ќе имате можност да слушнете нешто повеќе за почетоците на еден спортски клуб кој навистина може да се пофали со успешни резултати. Денеска е среда, можеби на средина од работната недела. Ако ве мотивираме да започнете да се занимавате со спорт, можеби не професионално, но секако и временските услови се погодни тоа да го направите рекреативно, зашто да не бидеме токму ние и низ овој разговор, да започнете секако да се занимавате професионално или рекреативно со спорт. Нема многу да говорам за тоа што се направија тие откако започна да го прават она кое што најдобро го знаат. Сепак за тоа ќе кажат самите тие, но секако можеме да кажеме дека се уште од мали нозе успешни репрезенти на Куманово токму преко спортот. Денеска во студиото со мене ќе започнам од десно на лево. Тука е тренерот Мартин Атанасовски на Пинк Пантери. Добро утро, добро дојдовте. Овде со нас е и двајцата браќа близнаци. Ова е Богдан. Добро утро и за тебе. Тука ни е и директорот на Пинк Пантери, Бојан Златковски. Добро утро и за вас. Добро утро. И овде десно до мене е Јован Стошиќ. Добро утро на сите. Сепак ова е ваше можеби прво искуство гостување. Гостување во живо, да, прво искуство. Како се чувствувате ово утро? Супер. И временските услови ни се погодни, сепак пролета е тука, зашто да не разговараме и за убави теми. Да започнеме со самите почетоци на овој клуб, да ги запознаеме сите оние кои што ово утро не следат, од кога стартуваше. Нашите почетоци се сега далечната 2009 година. Како млади ентузијасти стартувавме со една идеја да во тренажниот процес вклучиме што е можно на поголем број на дечиња. Така од година во година, значи и самата бројка растеше, значи ние како клуб растеме. Уште од самиот старт почнавме со тренирање во сите основни школски сали и во големата спортска сала во Куманово. Така и до ден денеска. Така, секако вела дека почетоците се тешки. Беа ли, да речеме, за вас тешки? Како и во секоја работа, така и во нашата, значи. Со колкав број на кошаркари започнавте да сите оние кои што се заинтересирани да ги запознаеме доколку сакаат сите да тренираат кошарка, зошто треба да дојдат во вашиот клуб? Почнавме со некоја бројка од 100 дечиња. Во сите овие години таа бројка и одржавме и ја зголемивме. На наше задоволство, значи луѓето во градот препознаа како работиме, што работиме. Основна наша цел уште од самиот старт беше да на младите дечиња им овозможиме правилен развој, место од мали години место да седат пред компјутер и телевизор, тоа слободно време што го имаат да го користат на прав начин, значи кроз спорт да се развиваат, да учат да победуваат, значи што е уште побитно да учат и да губат, значи преку спорт да се социализираат, да стекнат нови другарчиња, значи да научат дел од кошаркарските елементи. Тоа е значи некоја основа. Така, наша. тоа генерално можеме да речеме дека споменавте и вие уште од мали нозе да научат за спортот, да научат пред се да се дружат, но да научат дека преку спортот го одржуваат и сопственото здравје. Така е, да. Сопственото здравје и здравјето за понатаму, затоа што не секогаш остануваме на тие години. Вие како тренер сигурно можам да кажам имате една носечка функција во клубот,
спортот, затоа што работите со сите оние дечиња кои што доаѓаат, кои што сакаат да се занимаваат со спорт, сакаат да се занимаваат со кошарка. Какви се вашите впечатоци од како започнавте? Значи, задоволството да се работи со деца е навистина големо и мене тоа ме чини навистина радосен, среќен и јас секој тренинг ходам навистина со голема позитивна енергија и уште кога ќе ги видиме тие сите дечени кога ќе дојдат насмеани, радосни, весели и полни со енергија, навистина не е тешко. Секојдневно имаме по 3 или 4, некогаш и 5 тренинга. Сега физички некогаш навистина може да биде и напорно, но сепак тие деца ни даваат дополнителна позитивна енергија и навистина сето тоа го поднесуваме многу лесно. Така да, многу убаво искуство, децата доаѓаат да се дружат, некогаш има некоја шала, кажат, некои нивни искуства од преку ден, од тоа што им се случило, и навистина супер се дружиме и времето на тренингот ни поминува навистина брзо. Како работите со нив? Може би е многу важен пристапот. Дали кога може би некогаш и тие се сепак деца и може би и тренинзите им се напорни, но како пристапувате кон нив за да го извадите сето она кое што тие го поседуваат? Значи, за секоја возрастна категорија на дечиња си постојат некои правила, односно принципи што треба да се тренира, како да се започне. И во зависност од нивната возраст и знаењето, ние имаме изготвено програма, односно со помош на многу порелевантни и постручни лица со кои соработуваме, така да за сите тие категории си тренираме според тоа план програма. Така да некои деца полесно ја совладуваат, некои потешко, но ние се прилагодуваме, така да мислам дека доста успешно реализираме од таа програма. Така, може ли ве споменавте постои релевантна програма која што е составена од експертски имиња кои што се токму во врска со овој спорт? Само накратко да ни кажете од што се состои таа програма, како пристапувате кон нив? Значи, на пример, групата на почетници кога ќе дојдат, ние почнуваме со 7 годишна, 8 годишна возраст на дечиња, тие кога ќе дојдат највеќе работиме на развивањето на нивната моторика, односно моторичките способности, така да основни некои цели ни се развивањето на нивните психомоторички способности низ игра. Тие дечиња најчесто се играме со нив, а низ тие игри пробуваме да ги воведеме во светот на кошарката. Во подоцнешните години, кога ќе совладаат тие некои основни техники, односно елементи на кошарката, одиме на некое повисоко ниво и така од категорија во категорија тоа знаење го подигнуваме и се надеваме дека додека дојдат до некаде 17-18 години, каде што веќе се они изградени личности, така. Треба да бидат изградени личности, односно кошаркари, да го имаат стекнато што поголемото знаење од кошаркарската игра. Доаѓате ли во ситуација да имате тешки моменти, сепак оние од 7 годишна возраст кога доаѓаат, тоа може да го потврдат и Јован и Богдан, сепак и тие поминале низ таа возраст и тргнале токму од тој клуб. Доаѓате ли во ситуација кога не можете да ги смирите, сепак тоа се дечиња од 7 годишна возраст, па наоѓате начин како да ги вратите назад на терен и да слушаат? Секој тренинг има сигурно по некоја таква ситуација, каде што, не знам, групата има од 20 до 22, 3, 5 дечиња. Сега сите не можат подеднакво да слушаат и да имаат концентрација, така да некогаш мораш и да подвикнеш или да ги вратиш во колосек, што се вика, но ништо не е тешко и на почеток, додека тие се вклопат во таа група, може би некои мали проблеми, да кажеме проблеми, но подоцна сето тоа си оди во еден убав тек, така да навистина уживање е да се работи тоа време да се поминува со тие деца. Ајде да ги запрашаме и Јован и Богдан, само за гледачите, да не дојде во случај на забуна кој е кој. Ова беше Богдан, ова е Јован. Еве ќе почнеме, Богдан, од тебе. Од кога започна да се занимаваш со кошарка? Па,
Ние започнавме од 11 годишна возраст, односно пред 7 години. Почнавме во Кочо Рацин како млади, како сите што почнуваат, првим во школа, па потоа во селекција. И од 3 години по почнувањето тренираме во селекција. Така. Јован, како се сеќаваш ти на твоите почетоци? Сепак вие сте браќа близнаци, сте тргнале на иста годишна возраст. Зошто ве привлече токму спортот кошарка? Па, од млада возраст сме заинтересирани за кошарката, гледајќи некои утакмици, односно Евролига или НБА лигата, се заинтересиравме и преку Пинк Пантери и некои улични терени почнаме со кошарката и така се до денеска тренираме и пробуваме да се развиеме во спортисти. Така, се случува ли затоа што сте браќа да се случи, еве тоа ќе го потврди или ќе ни раскажете и некоја случка и тренерот, да се случи да еве можеби на надпреварите да запишат кош на некој кој што не го постигнал затоа што сепак сте браќа, или пак не постои таква ситуација? Не, да запишат кош на некој што не постигнал, не е на... Ја мислам дека не се десило, бидејќи едниот шутира со лева рака, другиот со десна. И јас искрено само според тоа ги распознавам, инаку вака не ги знам кој е да ги видам. Така, дали вие можеби сте имале некоја интересна случка на тренизите, на надпреварите? Често не мешаат за играње одбрана и кога сме во напади често доаѓаат двајца да не чуваат или не мешат и во училиштето и на тренизите, но по некое време се навикнати и не распознават. Така, супер. Може да се повалите со доста голем број настапи и надвор од Куманово, затоа ќе оставиме малку време подоцна на она кое што се случи неодамна, месецов во април, чи нам беше 13 април. Традиционално и како и секоја година се одржа меѓународен турнир Растеме заедно, кој што е во ваша организација. Пред се, какви се вашите впечатоци од овој турнир? Така е, значи на 13, 14 и 15 април ова година, викендот што помина пред нас, кошаркарскиот клуб Пинк Пантери од Куманово го организираше 7-миот традиционален меѓународен турнир Растеме заедно. Оваа година имавме таа чест да ги угостиме екипите на ЦДВ-те од Загреб, Кош Сараево и Гокеја, и нашите ривали, значи од Македонија, МЗТ Скопје и Работнички. Турнирот беше за 2002-2003 генерација. Како што спомнавте, турнирот е прераснат веќе во традиција на наше огромно задоволство. Сите овие години наназад ги угостивме сите, значи најпознати екипи од регионот, почнувајќи од Црвена звезда, Партизан, Сплит, Босна Сараево, Пивоварна Лашко, Шибеник, Будуќност, Левски и многу други, значи да не набројуваме. Така, со какви импресии го завршивте овој турнир? Сепак пред разговорот споменавме дека сепак како домаќини завршивте од сите 6 екипи, завршивте на последното. И многу интересно рековте, сепак и наградите и местото не секогаш се важни. Важно е да се биде домаќин, да се дружат сите деца и сепак да се постигнуваат едни добри искуства и дружби. Така е, значи нова година завршиме на 6-то место. Мора да споменеме дека нашата екипа отприлика беше и најмлада, со доста деца 2004 генерација, 2004 годиште. Обично на вакви турнири резултатот ајде да не кажеме во втор план, нормално дека секогаш кога се игра, значи се гледа да се победи.
тука пред све стекнување на некое меѓународно искуство, што е од големо значење, значи, за децата од нашата екипа. Значи, ти имаат можност да играат против деца од други држави, значи да стекнат некое искуство, да стекнат нови пријателства. Сигурно некој од тие дечиња, значи, еден ден ќе биде познат кошаркар. Значи, тоа се е пример. ЦДВ-та и гокеја, тоа се аба лигаши, нивните младински погони, младински категории се навистина квалитетни. И од година во година на нас, значи, вадат по некој квалитетен кошаркари за својот прв тим. Еве, вие како тренер може да ни кажете какво е односот на квалитетот? Сепак спомена и директорот дека навистина станува збор за квалитетни кошаркарски клубови кои доаѓаат надвор од Македонија. Може ли да се направи некоја паралела на квалитетот на она кое што ние го имаме како спортски имиња во област на кошарката и тоа кое е што тие го нудат? Значи, прво вака, во Македонија ние генерално имаме проблем со висината. Ние сме ниска нација. Овие екипи, да кажеме овој турнир што беа, и гокеја од Александровац, навистина имаше екипа просечна висина 195-6. Така да од ЦДВ-та исто беа многу високи деца. Тоа се екипи што се врвно организирани, со огромни буџети, со огромна традиција и ние во тој смисол не можеме да се надпреваруваме во никој случај со нив. Значи, тие ги селектираат тие деца од поголеми средини, се ги доведуваат и од некои други градови или од држави, бидејќи имаат средства и инфраструктура за тоа, имаат многу убави услови за работа, така да во тој дел сигурно не можеме да се споредуваме, но нашата цел, како што кажа Бојане, да им дадеме можност на овие наши деца преку такви меѓународни надпревари, односно турнири, да стекнат што поголемо искуство, што ќе им значи многу за нашите овдека надпревари во првенството и за нивниот кошаркарски развој. Еве да напоменам во разговор и со тие луѓе што ги водат тие екипи оваа година и овие години, односно каде што се надпреваруваме со нив, дали на пријателски или на турнир надпревари, сите тие имаат на располагање своја сопствена сала. Тренинг центар навистина на врвно ниво, така да ние со тие екипи не можеме да се споредуваме во никој случај, но сме задоволни како се надпреваруваме со нив. Квалитетот во овие години уште до некаде може да биде приближен, така да за нешто поголемо треба многу поголеми средства, многу подобри услови за работа и целокупна организација на таа организација, односно клубот. Така, ги споменавте условите и дека сепак и покрај талентите кои што слободно можам да кажам, Куманово е расадник на таленти, кога е во прашање спортот, не можеме да се споредуваме во какви услови тренираат сите оние кои што ќе дојдат кај вас. Дали имате проблем да се соочувате со одредени сопки за да може да имате нормални услови за одржување на тренинзи? Сопки, не би кажал јас сопки, тоа е генерален проблем во цела Македонија, не само кај нас. Салите не се на врвно ниво, значи и паркетот и условите што ги нудат тие сали, дали загрејување, дали например туширање после секој тренинг, односно надпревар, и сите тие реквизити што ги нудат тие спортски сали, така да навистина не само кај нас во Куманово, велам генерално во цела Македонија имаме проблем. Тие сали се стари по 30-40-50 години и не знам реновирани или вложувано во нив од разноразни причини. Така да ние кога ќе отидеме некаде надвор во тие комплекси на тие врвни екипи, не можеме да споредиме, навистина. Постојано се апелира дека треба да се направат многу поголеми вложувања кога се во прашање спортските сали, но ете некако кога ќе дојде време да зборуваме за успеси како што ги имате вие и за тоа што всушност представува спортот,
сепак не се наидува на некој голем слух од страна на надлежните институции, но сепак тоа не представува проблем за вас, затоа што од самиот почеток, од како започна турнирот до ден денеска успешно функционира. Еве, накратко само може и вие како директор да ни кажете од кога започна да се одржува овој турнир. Чинам дека имаше и хуманитарен аспект. Така е, значи 2 години нашиот клуб наредната година 2019 ќе слави некој мини юбилеј од 10 години. До сега, значи, ова беше 7-ми меѓународен турнир. Имавме проблем само 2 години, значи, прескоктавме од нашата предвидена цел, значи да организираме секоја година турнир. Ова е 7-ми. Значи, здравје Боже, значи, наредна година ќе дојде 8-ми. Така да, тоа е тоа. Зошто слоганот "Растеме заедно"? Од каде најдовте инспирација за? Растеме заедно, значи и ние како клуб растеме, и децата растат, значи со овие турнири, и екипите кои доаѓаат на сцена, тоест нивните играчи, сите заедно, додовме до идеја да сите заедно растеме на еден добар и убав начин. Така, вие како тренер секојдневно сте сведок на тоа како тие растат и се развиваат и да речеме застануваат на свој нозе. Како еве, за сите оние кои што ова утро не следат, да ги мотивираме да се занимаваат со спорт, а зошто да не и со кошарка? Како да ги мотивираме? Сите знаеме, нели, секојдневно се слуша, се повторува дека спортот е здравје. Така. Спортскиот начин на живот, односно на физичка активност, ни донесува здравје на секој од нас што се активно бавиме со спортот, така да сите по мене секој треба да биде физички активен на свој начин во границите на своите можности, значи дали некој ќе се рекреира 3 пати неделно, 4 пати неделно, дали ќе иде во фитнес, во теретана, дали ќе трчи или на некој организиран начин, како ние што функционираме преку тренирање на кошарка, треба и е пожелно да се спортува. Така да сите деца, посебно дечиња, бидејќи многу е важно од уште од најмала возраст да ги стекнат тие некои навики на физичка активност и на користење на нивното време на правилен и организиран начин, бидејќи имаме голем проблем да децата се на вистина на ниско ниво со нивната физичка активност и некои наши статистики говорат за тоа дека 15-16% од сите дечиња се спортски активни во било кој спорт. Навистина тоа е поразителна бројка и дефинитивно таа бројка треба да се зголемува, нели? Ние кога бевме деца пред 20 години некаде таа бројка беше некаде 80% на спортско активни деца. Сега со овие нови технологии, лаптоп, компјутери, не знам, телефони, навистина штетно делуваат. Сега сите апелираме ние, нели? Спортувајте, но кој навистина го применува тоа, ретки се примерите и имаме такви примери кога ќе дојдат децата кај нас на тренинг, да навистина нивните физички, психомоторички способности се навистина на ниско ниво. Сепак технологијата си го прави своето и сето она кое што денеска барем и им е достапно, а тоа се мобилните телефони, таблети и сето она кое што денеска тие го прават, ги оддалечуваат од терените. Многу ретка слика е денеска за разлика од минатото, кога сите деца беа на улица и се занимаваа со некој спорт. Денеска се гледаат само со таблети и со мобилни телефони. Така и на жалост. Така, ние се трудиме колку сме во нашата можност тие работи да ги поправаме, но и еден апел до сите родители и баби и дедовци, нивните деца да ги изведуваат надвор, да се играат, што повеќе да бидат физички активни, бидејќи на тој начин му прават добро на тоа дете, односно и за нив подоцна кога тоа дете ќе расте, односно ќе се развива. Така, тука ќе направиме на кратка пауза, ќе слушнеме кратка музичка номера и веднаш потоа се враќаме во студиото за да продолжиме со разговорот. Колку добро те знам,
Секој чекор твој однапред го познавам, колку добро те знам, колку добро те знам. И да пробаш да сокриеш нешто јас знам, и баш би сакал да знам. Тука си тогаш кога не си, не се плаши ме, ти си се уште. Што ќе ти борба бело знаме, крени предај се, уште си ми се. Колку добро те знам, секој мирис твој лако мо го вдишувам и се возвишувам. Колку добро те знам, сите глупости однапред ти се простени, па бейби тоа си ти. Тука си тогаш кога не си, не се плаши не, ти си се уште. Што ќе ти борба бело знаме, крени предај се, уште си ми се. Тука си тогаш кога не си, не се плаши не, ти си се уште. Што ќе ти борба бело знаме, крени предај се, уште си ми се. Тука си тогаш кога не си, не се плаши не, ти си се уште. Што ќе ти борба бело знаме, крени предај се, уште си ми се. К3 телевизија и ја следите утринската емисија Нов ден. Ова утро разговараме за спортските имиња во Куманово кои што се успешни репрезенти токму преку спортот не само на Куманово, туку и Македонија. За тоа говорат токму резултатите и меѓународните гостувања кои што тие ги имаат направено. Да кажеме за сите оние кои што можеби еве подоцна се вклучија на нашиот канал, разговараме за младите спортски имиња кои што токму тргнуваат од вашиот клуб, од Пинк Пантери. Може да се пофалите, слободно можам да кажам, со успешни резултати. Сепак имате учествувано на доста голем број надпревари надвор од Македонија. Какви се плановите и каде се настапувавте? Па можеме слободно да кажеме дека нашиот клуб е вистински амбасадор и надвор од нашите граници. Сите овие години наназад нашиот клуб оствари гостувања значајни надвор од нашите граници, како 2-3 години идеме поред во Шпанија, Барселона, играме со нивниот клуб. Бевме една година пред тоа, така е, една година пред тоа бевме на најголемиот турнир во Европа за преку 32 екипи, од целиот свет. Бевме во Москва, каде бевме гости на европскиот гигант ЦСКА Москва. 2 години поред сме гости на Фенербахче од Истанбул. Имаме со нив одлична соработка.
Бевме гости во Атина на Олимпијакос, Панатанаикос, тоа се значи евролигаши кои доста значат во нашите кошакарски кругови. За резултатите да. може би многу повеќе сепак ќе ни кажеш и за кои се идните планови на клубот, но секако може да ги спомениме тука резултатите кои што се остварени надвор од Македонија, но секако да не изоставиме и да кажеме за тоа какви се резултатите овде и вашите настапи во Македонската кошаркарска лига. Ние секоја година уште од самиот старт учествуваме во првенствата на Македонија во различни старосни категории. Првата година почнавме во категорија до 12 години, како нашите деца растеа, нели, старосната категорија се зголемуваше. Оваа година се надпреваруваме во категорија до 16 години и имаме пријавено трета лига сениори. Изминатите години Јуниори наши таму играат. Добро, во сениорска конкуренција, али според возраста, според годините, тие се уште јуниори, односно кадети. Изминатите години се надпреварувавме во сите тие до 18, до 16, до 14 години. Најголем успех ние пред 3 години, генерацијата 99-2000 родени, беа втори во Македонија. Секоја година сме во најдобрите 5 во секоја возрастна категорија што се надпреваруваме, така да мислам дека доста успешно се надпреваруваме секоја година и резултатите го покажуваат тоа. Што е со резултатите надвор од Македонија? Спомена и Бојан дека имате доста голем број гостувања надвор од Македонија. Значи Барселона, во Москва, во Грција. Какви се резултатите од тоа? Статистички сега не знам точно колку победи, колку порази имаме. Така, генерално како? Битно. Одлично, навистина одлично. Тие надпревари ги користиме, како што веќе споменавме, да нашите деца добијат што поголемо искуство, да видат како се работи во тие навистина развиени кошаркарски средини, односно клубови, и да стекнат додатно, дополнително знаење, односно преку тие надпревари навистина и се мотивираат и добиваат поголема желба и за тренинг, и тоа нивно искуство го покажуваат во нашите кошаркарски првенства на нашата земја. Така, Богдан и Јован се секако и репрезентативци, настапуваат и за репрезентацијата на Македонија. Пред се, како сте задоволни со вашите настапи и од кога беше првиот повик за репрезентацијата? Многу сме задоволни со нашите настапи и со можност да ја представуваме нашата држава и да се такмичи на некое повисоко ниво и да ги покажеме нашите можности и да резултат на повеќе годишно да тренирање. Така, како е Јован задоволен од тоа како настапува за македонската репрезентација и дали секако и од самиот стартот како почнавте се надевавте дека еден ден и вашите очекувања беа такви да настапите и за репрезентацијата на Македонија? Како и сите млади што почнуваат, секој има сон некојаш да заигра за националниот дрес, односно за државата. Јас и Богдан имавме пред 2 години прв пат можност да заиграме за репрезентација во младинските категории и да го представиме она што тренираме на меѓународни турнири, односно со други земји, да видиме на кој ниво они тренираат, односно на кој ниво се тие и во споредно со нив да продолжиме да тренираме и да се развиваме. Така, секако уште од мали нозе за сите оние кои што се бават со спорт, постои некој на кого што му се воодушевуваат кога го гледаат, дали е тоа случај за вас, сигурно и вие имате некој кошаркар кој што е ваш идол. Па секако сите млади кои почнуваат со кошарка или со било кој друг спорт имаат некој идол. Еве за мене лично тоа е Богдан Богдановиќ кој игра во НБА лигата во Сакраменто. Така, дали Јован има свој идол? Па не, претежно сите играчи се посебни во нешто, во некој дел од играта и немам специјално некој посебно кој ме воодушевува
Така, како представници од Куманово во македонската репрезентација, сметате, можеби вие како тренер ќе ни кажете поконкретно, дали се прави селекција на сите оние кои што треба да настапуваат за националниот дрес на начин како што секако има. Дали е доволна застапеност гледано во бројки кога е во прашање кошарката и кога се повикани млади деца од Куманов? Конкретно за нивната генерација 2002 беше направена една убава, навистина убава селекција, беа офатени околу 150 дечиња од цела Македонија и тие тестирања, така да ги кажам, беа одржани во 4 региони во нашата држава и се селектира дечињата и полека се стеснуваше кругот и сега е дојдено на некои 20 деца кои ќе конкурираат за тој репрезентативен дрес и ова лето имаме Европско првенство кое ќе се одржи во Сараево, така да сега во крај на јуни кога ќе почнат подготовките за тоа првенство ќе видиме, они се во конкуренција, па од нив зависи дали ќе се избора за тоа место. Покрај нив од нашиот клуб се уште две деца, Јован Цветков и Матеј Перица, кој што ајде го сметам член на наш клуб, но отиде во Франција да учи и таму да тренира. И освен за нивната генерација 2002 имаме во секоја генерација ние по еден или два представници во репрезентацијата и во 2001 и во 2000 и во 99. Така да се надевам дека ќе продолжиме и во под младите генерации кои што треба допрва да ги отпочнат тие нивни репрезентативни настапи. Во Македонија некако стана пракса да и покрај талентите кои што ги има, посебно кога е во прашање кошарката, се донесуваат играчи надвор од земјата. Куманово може да се пофали, барем и вашиот клуб, дека е составен исклучиво од домашни кошаркари, од играчи кои што се од Македонија. Зошто таа пракса се третира се повеќе и повеќе за да се донесуваат играчи надвор од Македонија? Сепак тоа што го има кога е во прашање спортот во Куманово и како има и да се најде. Сега зашто они практикуваат да донесуваат играчи од странство, тоа не знам, тоа ни треба да се праша. Ние сме на мислење и тврдиме дека има квалитетни деца во Куманово конкретно, или за нашата општина зборуваме, и дека секако имаат квалитет да се достојно презентира клубот во кој што играат. Не знам, сега тие се уште во младински категории, но еве од оваа година ние се одлучивме да пријавиме екипа во сениорската, трета лига, каде што настапуваат деца колку највозрастни се 18 години, 99 година и помлади. Така да целта ни е за да тие што поголемо искуство добијат, поголем простор да играат, да го покажат нивното знаење, односно да го подигнат на уште повисоко ниво и да добијат шанса овие изминати години се што работеле и што вложувале во себе тоа да го покажат и да го надоградуваат. Па сега здравје Боже да израснат во уште подобри кошаркари и да се одлучат да играат и во некој многу подобар клуб. Односно средина. Така да. Какви се вашите планови за во иднина? Одредени гостувања, надпревари, сепак тука се и настапите, споменавте и во Македонската кошаркарска лига, ќе останете сконцентрирани и на домашното првенство? Визијата на клубот е таа, работа со млади категории, така да од таа цел ние нема да бегаме, ќе се фокусираме сега, се ближи крајот на првенството во М16 генерацијата, тука конкурираме да влеземе во најдобрите 4, ќе видиме, ќе работиме напорно следните неколку месеци, таа цел да ја оствариме. Во сениорската трета лига имаме уште 2 или 3 кола до крајот, така да ќе се потрудиме и таму да победиме на тие надпревари, да бидеме што повисоко место на табелата. Така да за таа лига морам да напоменам дека не ни е основна цел да ни е подморање да влеземе во повисок ранг, односно втора лига, како што кажав, децата да добијат шанса и простор да играат и да го покажат својот квалитет.
Така, Богдан и Јован, сосема за крај на разговорот, како што изминува времето, уште едно прашање до вас: каде се гледате себе си, можеби желба и визија за настап во некој клуб, зошто да не и надвор од Македонија? Па за секој што се бави со спорт е тоа професионално играње, односно во тие професионални лиги, Евролига, НБА, и се гледаме највеќе во НБА, но и во Евролига не би било лошо. Доста скромно. Доста скромно. Сепак, зошто да не? Боже, дај Боже. Тоа ќе биде секако успех за вас, ќе биде многу повеќе мотив да продолжите да работите така како што и работите, доколку зошто да не овие две млади момчиња ги видиме на екраните како настапуваат, како што велат, а нивна желба, зошто да не и НБА. Сосема за крај, еве, ќе упатиме ли некој апел, доколку апел и до родителите, но апел и до надлежните овде во Куманово, доколку се соочувате со одредени потешкоти, можеби доколку тие слушнат па и да помогнат. Ние можеме да кажеме дека секоја помош ни е добре дојдена, така од надлежните и од сите институции. Се надеваме дека ќе ни излезат на тој пат да ни помогнат, за да нашите успеси бидат уште поголеми. Сепак ние ја представуваме нашата општина сега, дека што ќе се појавиме, ние кажуваме Пинк Пантери од Куманово, од Македонија, така да не знам, за секој резултат во секој област се потребни нели финансиски средства, добра организација и поддршка, за да нашите резултати бидат уште подобри, секако дека ни е потребна помош. Така. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и за одвоеното време што споделивте со нас за сите ваши успеси. На Богдан и на Јован ќе им посакам да им се оствари визијата и желбата и еден ден да ги видиме како настапуваат за некоја од големите светски кошаркарски клубови, и ќе ви посакам да постигнете резултати како што успеавте досега и повторно да бидете наши гости и да го споделиме со сите гледачи. Со задоволство. Благодарам и на поканата. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тука некаде и крајот на ова утринско издание на емисијата Нов ден. Јас ќе ви се заблагодарам во моје лично име што не следевте. Останете и понатаму со програмата на К3 телевизија, секако тука си информативните изданија за сите оние настани кои што се случуваат во општина Куманово, ќе имате можност да проследите во информативните изданија на К3 телевизија. Благодарам уште еднаш и од мене довидување. Kilometri brojam daleku od sebe, kilometri odam daleku od tebe, daleku od doma, daleku od sve što imam, od sve što imam. Najdo fotografija vo crno-belo, a na neja nije sme zajedno na denot. Na neja gledam sreća, na neja gledam sve što imam, sve što imam. Mi fali, toj mis na Jorgovan mi fali, fali, toj mis mene duša da mi gali. Mi fali, za veli gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma, mi fali. Kilometri brojam daleku od sebe, kilometri odam daleku od tebe, daleku od doma, daleku od sve što imam, od sve što imam. Mi